Во средината на јули во источна и јужна Европа ќе има температури кои во некои делови ќе бидат многу над просекот, во подрачје на Италија и земјите на јужниот и средниот Балкан. Идната недела температурата ќе достигне повеќе од 40 степени, што е за 10 повеќе од просечната температура. Денеска, како и во текот на следниве денови, продолжува овој период на сончево и многу топло време со максимални температури кои насекаде се над 30 степени, а наместа надминуваат и 40 степени. Поради тоа до крајот на следната работна седмица, поточно до петок, ќе биде активирано портокалово ниво за опасност од високи температури. Зошто сето ова ќе ни се случува? Овие денови нашето подручје е под влијание на многу топла воздушна маса од југ и тоа не само нашето подручје, туку ете и Пенинскиот полуостров, целиот Балкански полуостров и ова воздушна маса допира се до централните делови од континентот, значи имаме топло време, меѓутоа повисоки температури се тука над нашето подручје, над Балканскиот полуостров. За разлика од кај нас, во други делови на Европа ќе има подпросечно ниски температури. Сепак, според пошироката анализа на ситуацијата на Европа, циклонска активност која што е над северозападниот дел од Европа, тука условува облачно, нестабилно време со врнежи од дожд и доста постудена воздушна маса за разлика од нашето подручје. До кога ќе траат овие временски неприлики? Па до четврток имаме топло време, топло се уште ќе се задржи и во петок, иако веќе во попладневните часови во петок ќе имаме појава на нестабилна облачност со локален порен дожд и грмежи, а и температурите ќе бидат во опаѓање и тоа опаѓање повеќе ќе се почувствува во сабота.